Почитуван министер за здравство господин Сали, заменик министер Риндевски, почитуван министер за внатрешни работи, почитуван пратеник Арбер Адеми и мојата длабока почит до сите вработени, до директорите, до сите вработени на ургентниот центар, за кој што сум убедена дека е ова исто голем ден, заради тоа што се тие сведоци на животните приказни на кои што се случуваат секојдневно во ургентниот центар и кои што се надевам дека за овој ден практички е голем празник за нив. Чест ми е што денес сме сите заедно овде по повод отварањето на комплетно реновираните простории на хируршко-ургентниот центар во Скопје, кој е веќе во полна функција и услуга на граѓаните. После 30 години добиваме современ и модерен изглед со потребниот медицински инвентар за опрема на центарот. Ваквите инвестиции за владата се приоритет, бидејќи нашата цел е подигнување на услугите во здравствениот систем и инвестирање за реалните потреби на граѓаните. По реконструкцијата на клиниката за ортопедија, ова уште еден зафат кој значајно ќе измени комплетната слика на оваа здравствена установа и ќе понуди нов квалитет на услугите на пациентите кои се лекуваат тука. Реновираниот хируршко-ургентни центар представува уште еден голем успех во серијата вложувања во подобар и поефикасен јавен здравствен систем за нашите граѓани. Тука годишно се примаат 35.000 пациенти од цела територија на нашата земја и затоа овој центар представува една од најважните карики во болничката инфраструктура на клиничкиот центар. Вложувањето во неа значат подобрени услови за работа на нашите доктори, професори, на сите здравствени работници, но пред се вложување по квалитетни здравствени услуги. Добриот начин на управување, стратешкиот пристап даваат добри и видливи резултати. Создаваат услови за квалитетни услуги на граѓаните, што мора да биде најголем приоритет за сите носители на јавни функции. Доказ за ова е и денешниот ден, дека со вистински луѓе на вистинско место, кои што се навистина професионално посветени на својата работа, кои што сакаат функцијата која што ја носат, да ја вложат, да направат нешто за општо добро на сите граѓани и да ги подобрат условите и на вработените во институцијата што ја водат, се само доказ дека за таквите луѓе успехот е само прашање на време и едноставно е неизбежен. Во оваа установа имаме комплетна реконструкција на простор на површина од 400 квадратни метри. Издвоени се 8 милиони денари буџетски средства, а обезбедени се и дополнителни средства од донации. Обштествената одговорност која ја практикуваат компаниите и организациите како Црвениот крст, УНХЦР, кои се тука со нас, државата високо ги вреднува и цени. Во таа насока сакам да истакнам и мојата лична благодарност за посветеноста и партнерскиот пристап на поддржувачите на инвестициите, на сите меѓународни поддржувачи на Република Северна Македонија, особено во здравствениот сектор во земјава, кој во услови на пандемија беше и најранлив. Создадовме обновена, модерна и пред се високо професионална клиника која продолжува да се развива по сите светски стандарди во најдобрите традиции на професионализмот, знаењето и стручноста кои се вградени уште од самите почетоци. Со овие вложувања владата ја искажува својата цврста решеност да продолжи да инвестира во здравствениот систем што подразбира поквалитетен живот и подолг животен век на секој граѓанин. Инвестиции во јавното здравство значат мотивирани здравствени работници и задоволни граѓани. Вложуваме во човечкиот капитал, се внесуваат современи методи за интервенции, вложуваме во набавка на лекови, капитални инвестиции, опрема, со еден збор правиме крупни реформи во здравството. За нас како држава е многу важно да вложуваме во човечкиот капитал, кој е предуслов за напредок и развој. И тоа е еден од аспектите на доброто владење на кој сите мора да посветиме посебно внимание. За 2 години дадени се повеќе од 5000 согласности за обработување во јавното здравство. Во услови на пандемија реализирани се 446 нови вработувања во јавното здравство, и тоа 164 доктори, 247 медицински сестри и 35 специјалисти кои добија статус на вработени неопределено време. За најмалку 10% е зголемен капацитетот со човечки капитал во секоја јавно здравствена установа, а рекордно ги зголемивме платите.
За 4 години основната плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри до 23%, на општите лекари за 25% и 15% на останатите здравствени работници. За 15% е зголем капитациониот бод на матичните лекари од општа пракса, педиатрија, гинекологија и стоматологија, а на терциерно ниво се одобрени повеќе од 1000 специјализации и субспецијализации. За прв пат приватните специјализанти се платени за својот труд во висина од просечна плата на општ лекар. Зголемени се коефициентите за исплата на дежурства на здравствените работници, а некои типови на дежурства се зголемени за 2 до 3 пати за време на викендите. Само со ваков системски пристап, системско действување кој го опфаќа целиот здравствен систем, можеме да постигнеме успех. Бидејќи истовремено се работи во здравствените установи во целата држава. Отворен е новиот ургентен центар во општата болница во Куманово, објект изграден од темел, реновирани се хируршките сали за клиника за ортопедија, како и целата клиника. Потоа реновирани се и хируршките сали на клиниката за травматологија и опремени со најмодерна опрема, како и оделенијата за дигестивна хирургија, клиниките во склоп на интернистичкиот блок, реновирана е клиниката за хематологија, универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, обновена е службата за итна медицинска помош во здравствениот дом Велес и бројни други здравствени објекти. Само со добро организиран и ефикасен здравствен систем може да се одговори на сите предизвици за грижата за здравието на нашите граѓани. Уште еднаш, честитки на сите, честитки за рекордниот рок во кој што успеавте да го реновирате центарот. Посакувам многу успех и понатака во реализација на се што сте испланирали за сите останати објекти. Ќе имате нашата поддршка, заради тоа што ова што го правите за општо добро на сите граѓани. Благодарам уште еднаш.